Само половичен резултат дале владините мерки за замрзнати цени и маржи, сметаат од ССМ. Производите кои биле опфатени со мерката поевтиниле за нешто над 6%. Бројка што не е николку што ветуваат трговците, 10%, николку што очекуваше власта, најмалку 10%. Како и со претходните, така и со оваа мерка. Само се потврди дека трговците се алчни и профитираат на грбот на работниците, смета првиот синдикалец Трендафилов. За жал, владата, како и многу пати досега, е изиграна од нивна страна. Се надевам дека нема да дозволи да ги изиграат и пред четврти и пети пат. Се надевам дека тоа нема да биде случај и на 2 мај. Доколку биде случај, ние ќе ги преземеме сите мерки кои ни стоат на располагање, а кои во минатото се разбира поттикнаа владата да носи мерки кои ќе траат и на подолг рок. Не помогна ни владините кошници ни објавувањето на цените онлайн, за да се намалат цените на производите, смета СДСМ. Граѓаните не можат да ги купат ниту основните месечни продукти. Основните производи стануваат се помалку достапни и поскапи. Северна Македонија останува земја со најниски плати во регионот, а истовремено со едни од највисоките цени. Додека пак владините мерки за ограничување на маржите, онлайн објавување на цените од страна на маркетите, како и символичните обиди со новогодишна кошничка, останаа без резултати. Празничната трпеза за 1 мај ќе биде поскапа и поскромна за работниците. Кога СДСМ зборува за поскапување, тоа е како пироман да ви држи лекција за гасење пожар, возврати од ВМРО ДПМН. Партијата која донесе Македонија до работ на економски колапс, сега глуми загриженост за животниот стандард. СДС и дуи 4 години живее на грбот на граѓаните. Нема производ што не го поскапеа, нема данок што не го покачија, нема сиромашен што не го направија уште посиромашен. За разлика од СДС, владата предводена од ВМРО ДПМН веднаш започна со решителни конкретни мерки, како контрола на цените и маржите. Ограничени се трговските маржи и замрзнати цените на клучните прехранбени производи, нешто што СДС никогаш не го направи, бидејќи повеќе ги интересира профитите на нивните картели отколку чинијата на граѓанинот, се наведува во соопштението на владачката партија. Инаку синдикалната кошница кога стапија на сила владините мерки, во делот за храна се намали за 1600 денари, односно 6,78%. Во април за дополнителни 360 денари. Сепак бројките покажуваат дека само за храна на едно семејство месечно му се потребни на 21.500 денари. Замрзнатите цени и маржи истекуваат денеска. Дали ќе има поскапување од утре? Власта смета дека нема основ, но ако цените повторно се зголемат, ќе следи ново замрзнување на поголем дел производи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.